вечер уште еднаш со топ тема на ваша страна и благодарност на моите гости, поранишната пративничка Ѓулистана Марковска, новинарот Илирим Дулови, поранишниот амбасадор, сега професор Нано Ружин. Во ова снежно време што дојдовте во студиото на топ тема на ваша страна, прекината е седницата, односно одложена е седницата за уставните амандмани за утре во 12 часот. Се уште се бара техничка формулација за државјанството што би биле прифатливи за БЕСА, тоа го најави премиерот Заев. Тие велат нема да гласаат за уставните измени доколку во делот на државјанството не се изврши терминот македонско, па сега Заев разгледува можности идентитетот да се задржи во државјанството за македонците, но и албанците, турците, србите и другите да не се почувствуваат обесправени. Еве ова е некако и веста на денот денеска. Ќе почнем од вас, госпоѓа Марковска. Договорот од Преспа во членот 1 стои дека државјанството ќе биде македонско и потоа има цртишка државјанин на Република Северна Македонија. Тоа можете да го видите и вие, драги гледачи, го имаме еве зад мене. Ова се сметаше и за едно од главните придобивки од договорот. Што ризикува Заев со промената на овој дел, веќе установен и ставен во договорот, нешто што веќе поминало? Прво, многу ризикува од причина што во последен момент не смеа да се менуваат работите и како политичар ризикува да биде ставен во групата на многу попустливи луѓе со кои што може да се манипулира. За жал. Вие во политиката не можете на сите да им се допаднете. Имате став, може би имате добра желба и тоа јас навистина ја гледам кај нашиот премиер, може би неговата духовност, Божјото уверување, Божјата милост која тој често ја споменува, меѓутоа едноставно некогаш во работите мора да пресечете и вашиот став да биде последен и да биде единствен, заради тоа што се додека постои можност кај некој друг да ве условува, тој ќе ве условува до последен момент. Тоа значи дека дел од ова што ни се случува, да ја наречам условно речено драмолетка, е и последица на лошото водење на преговорите. Дулови, што всушност бара БЕСА? Она што досега се знае и е познато дека бара да се избрише македонско, да остане државјанин на Република Северна Македонија. И ако споредиме со она што досега беше во пасошите на албанците, како всушност изгледа вашиот пасош и што досега стои во него, а што според вас би требало да стои? Значи, јас прелистав некои изјави од представници на БЕСА по интернет порталите, јас не видов дека они барат да се избрише делот македонско. Туку они барат за албанците, тоа да не стои така. Да се избрише за албанците? За албанците само, не за македонците. Туку така и во актуелните документи што ги имаме. Да, го пасошот ваш во моментов. Да. Например, на албански не стои преводот македонијан, бидејќи би требало да пишуваат доколку е автентичен преводот македонски, тогаш би требало на албански тоа да гласи Македонас. Но во конкретниот случај е Македонис, значи припадност кон државата. На албански е така. Но ни на албански не е напишано како што треба. Направиле такво решение кое што не е ни на албански кој што треба. Требало едно и Македонис да се додаде. И се они барат, како што јас разбрав, во овој дел да биде исто, но на албански јазик да стои и Македонис. Значи, а да остане македонско и Македонис според вас и Македонија, односно ќе стои државјанин на Република Северна Македонија? Како што успеав јас да ги разберам, затоа што навистина многу има барања од сите страни и не можеш да дојдеш до вистинската информација за што се однесува. Јас мислам дека ова што јас го велам, они тоа го барат. Оти официјално е дека да се избрише македонско, не верувам дека а да остане државјанин на Република Северна Македонија. Јас не го чув тоа од представници на БЕСА дека бара да се избрише македонско за македонците и другите. Не зборуваме за македонско, ако ми дозволите. Државјанството значи припадност на државата. Во државата сме сите граѓани со еднакви права. Етничките потекла кај сите
сите нас, вклучително и моето, може да бидат различно. Меѓутоа, дали тоа значи дека албанците ќе бидат граѓани од прв ред во однос на сите други останати националности, да не зборуваме за македонската нација како нација, ако постои македонски народ и нација, а постои? Мене нервира. Ме збунува ова, народот на вистина се попали многу баш на овие прашања. Па чувствителни се. Па да, чувствителни, но пред се во конкретниот случај се однесува за албанците, не се однесува за македонците. Јас како сакам да се нарекувам, јас можам да бидам само албанец, не можам да бидам македонец. Така е. Да. Меѓутоа пасошот што го носите? Да, пасошот е пасош. Да. И во Југославија стоеше државјанство на СФРЈ. Да. Немаше никаков проблем. Но во конкретниот случај, како поголема придобивка на Заев во однос на преговорите со Грција, беше овој дел за кој што ние албанците имаме разбирање македонско да остане. Так. И да се однесува тоа за македонците. Ние немаме проблем со тоа. Вас ќе ви пречи ако стои македонско? Јас не можам да бидам македонец. Ма никој тоа не го бара. Не, но конкретно Македонија, цртичка граѓанин на Република Северна Македонија. Тоа се две различни работи. Во првиот дел за мене тоа кажува националниот идентитет. А до сега како стоеше? Дулови само до сега стоеше. И не беше стоеше, до сега стоеше и Република Македонија. Ама до сега стоеше Македонија. Господине Ружин, дали ако се промени, се доведува во опасност оно што веќе е договорено и е предобивка од Преспанскиот договор, затоа што и Заев потенцираше дека токму тоа македонско цртичка државјанин на Република Македонија е една од придобивките што ги имаме со договорот, затоа што останува државјанството да биде македонско. Прво има еден принцип кога се зборува за Преспанскиот договор, а тоа е дека тоа што е договорено меѓу страните останува на сила. Значи не треба ништо да се менува, да се додава и така натаму. Сепак се одржа една дебата во која што имаше одредени прашања. Заев на мошне попустлив начин настапи, дури на никого не му кажа не со сите овие разговори. И тогаш луѓето се осоколија малку, особено политичарите, и сега ние доаѓаме до еден хамлетовски заплет. Дали ова барање што го прави Беса е всушност израз на одредени емоции, омрази, ривалитет кон големата политичка партија, за да каже еве, ние сме повеќе албанци од нив и затоа се сетивме тоа да го направиме, или пак една друга дилема, која што ја чув деновиве, дека ти одработуваат агенда за некоја друга геополитичка сила. И навистина е чудно да на квечерината, што би рекол, на гласањето, вие наметнете еден така силен амандман, кој што има потреба од голема дебата, кој што не може туку така, прво не може ни самиот Заев да го прифати едноставно или неговите советници, значи потребна е дебата. Освен тоа, ја разбирам целокупната желба, да кажем дека сме наивни и дека не се работи за никој надвор нешто да бара. Тоа е прашање кое што се поставува од поорано. Например, зошто во американските пасоши сите, не знам, висно дали сте африканец, македонец, турчин или било што, вие сте САД, нели, американец, исто како и во француските пасоши, дали сте од било која држава, тие државниот статус вие сте француз. Сега во нашиот случај прво се подцртува дека вие сте граѓанин на Република Северна Македонија од една страна и од друга страна една од најголемите придобивки од тие договори, бидејќи сепак албанците ја разбираат и многу ми е драго што дуи застанат за тоа. Ја разбираат целокупната ситуација за да се сочува тој идентитет кој што многу луѓе пред се од десницата, пред се ова што се не целата десница, немојте целата, не мислам на вас, но овие што се околу Мицковски и оние луѓе со тврдокорни, така наречени, цело време го критикуваа договорот како еден вид
предавство, како еден губење идентитет, па дури и до Иванов. Годолови, зошто во последен момент се случува ова? Ако ова пречело, зошто кога беше јавната расправа за уставните амандмани, каде што учествува јавна расправа, имаше неколку јавни расправи одржани, каде што интелектуалци може да учествува и вие бевте дел од тие јавни. Никој не го постави ова прашање, Беса го дава амандманот во 5 до 12. Значи, мене ме нервира овој пристап, зашто Беса дава амандман. Прво. Беса или Алијанса, бидејќи исто Алијансата, на албанците има вакво барање. Алијансата е пофлексибилна. И они има вакво барање. Меѓутоа не може да се услови процесот со ова. Не збориме за условување. Ако збориме за условување во однос на тоа што рековте, наводно странски сили, не знам што, јас не кем да ги заштитам ни Беса, ни никого, но тоа барање на сите албанци, дури на ДУИ, но во конкретниот случај они оценили дека не би требало да направат до толку притисок да ова се реши сега. Но тоа барање на сите албанци. Албанците не го спорат правото на македонците да се изразуваат како што они сметат дека се, но не може никој да ги натера албанците во етнички контекст да се идентификуваат како македонци затоа што не се македонци. Точно е таа. Тоа е работа. И сега ние се попаливме тука. Кога беше 2001, имавме коментари зошто албанците се фатија за оружје. Ви текнува. Сега ние сте редовна процедура, парламентарна партија, ние сте редовна постапка, нуди, чекај, национална припадност и припадност во државата. Чекај, мене друго ме иритира. Ние сте редовна постапка, учествува во собрание, поднесува амандмани и гледаме таква негативна енергија кон една партија што има легитимно право да бара некое политичко решение за преку институционални... Не е проблем. Проблемот е во равенката, разбирате, бидејќи ако сега тоа например, врзани му се рацете на Заев. А зашто не му беа врзани рацете кога требаше да даде амнестија на најголемите криминалци? Зашто тоа не се дигна на ова ниво, на ова ниво на условување? Дали за вас е побитно и криминалците да бидат во затвор, под услов Македонија да не влезе во НАТО, или пак да влеземе во НАТО, а криминалците да ги амнестираат? Кажете ми, што е за вас побитно? Би ги амнестирал јас. Точно, готово. Не, друго и сега во овој момент, равенката е многу лоша. Да се злоупотреби оваа тема, за да се прикаже наводно некој е или не е до толку за НАТО или Европска Унија, е погрешно. Зошто? Затоа што ќе набрем две моменти. Анкетите во оваа држава покажуваат дека од 80 до 90% албанци се за разлика од македонците 30%. Точно, не се 30%. Добро, 40 нека се. Второ, само во Македонија беше запалена америчка амбасада. Сега и знаеме од кого. Сега да не се обидеме оваа тема да ја злоупотребиме кој е против или кој е за. Проблемот е сме дошли на точката на во контекст на НАТО не би требало во контекст на НАТО партија која што искажува легитимно барање и таа да се протолкува дека го саботира процесот кон НАТО, мислам тоа е само по себе до тоа ќе се дојде. Јас би сакала прво вака да кажам. Ништо во Република Македонија не е спорно на легитимна партија и легитимни пратеници да постават како дилема, да постават како амандман. Ние прво зборуваме за тајмингот, зборуваме за еден процес кој веќе е завршен, зборуваме за време во 5 до 12 часот. И мислам дека не е коректно. Не заради тоа што јас можам да спорам за тоа. Може би ќе се убедуваме во одредени ваши, мои мислења, други мислења, ќе зборуваат експерти, може би ќе стигнеме до тоа решение. Меѓутоа, ова е протнување на мала врата. Дали Беса ќе биде посреќна? Големата врата е да се организира расправа. Немојте. 2001 имавме војна. Кажете ми, кој е според вас погодниот момент во Македонија да почне еден политички процес кај што ќе би се решили некои отворени прашања. Знаете ли некоја држава кај што албанскиот јазик се нарекува со проценти освен во Македонија? Не. Значи Дулови само да кажем. Кога кажете ми вие како искусен политичар, само ја ширите темата надвор од она што е зборувам за процедура, зборувам за процедура и за тајмингот. Јас зборувам токму за процедура. Во Република Македонија никогаш не било забрането да се зборува за правата ниту на албанците, ниту на било кое етничко малцинство, било кого да се решаваат проблеми
проблемите. Меѓутоа, одбирањето на тајминг, кога Македонија е ставена во теснец и во краен минут 5 до 12 се смета и за мене и за целокупната македонска јавност како влегување на мала врата. Голема врата е кога ќе се заврши овој процес и кога ќе кажеме дека ние немаме совршен устав, а немаме совршен устав и факт е дека го менуваме за дневно политички потреби, што исто така како граѓанин, како аналитичар, како поранешен пратеник не се согласувам. Ние треба да седнеме сите заедно и да кажеме дали сакаме устав кој што ќе биде граѓански или устав кој што ќе гарантира колективистички права, а не еднаш да се протнуваме на вратата на тоа што вие викате 20, 5%, 10%. Дали тоа значи дека јас треба да имам помалку права во однос на вас или пак да има тој помалку права? Значи ние сите сме граѓани на оваа држава и сите сакаме да влеземе во НАТО. Меѓутоа, токму она што во овој момент го прави БЕСА е кочење на процесот, уценување и доколку тоа го прифати премиерот Заев, нема да биде добро. Само да кажам дека скандал или безобразлук го нарече барањето на БЕСА, денеска зависете на Тилма професорот Фрчковски, затоа за него вели тоа е напад на идентитетот на македонците, па да ја чуеме неговата изјава. Сега негирањето на терминот етнички македонски доаѓа од внатре од албанците, од делот од албанците на БЕСА, што е скандал, што е безобразлук, што е директен напад на идентитетот на македонците. Значи, терминот македонски во државјанството е израз на една од главните придобивки на Преспанскиот договор, тоа не е само некој атрибут случајно уфрлен, дека албанците имаат краен комодитет да се вклопат како односно како државјани на Република Македонија во вториот дел на тој амандман, на таа измена, тие се лоши, погрешни, не знам со која намера се дадени и не се воопшто така неутрални и граѓански како што сака да се представат. Имено, ако ја следевте коментарот на портпаролот на БЕСА околу толкувањето на амандманот за државјанството, тој е отворена, директна лага. Или е тој глупав човек па не ги разбира, или намерно манипулира со тоа. Према тоа албанците не се тера да бидат македонци, како што он ја формулираше и го образлагаше зошто амандманот ниве не потребен, туку има дел кој се вика граѓани на Република Македонија, кај што може да се сместат сите кои не се македонци. И сосема чиста работа. Еве, за да разјасниме што точно има, ќе го прочитам амандманот и барањето на БЕСА, предлог амандман, став 3. За граѓаните од албанската етничка припадност во прописите и другите акти на државните органи, државјанството на македонски јазик ќе гласи македонско, цртишка граѓани на Република Северна Македонија. На албански јазик, се извинувам за погрешното читање, е Македонисе, значи тоа или е, како е, Кјуетар и Републике се Македонисе вериоре, и на англиски Macedonian Citizen of Republic of North Macedonia. Ова е предлогот на БЕСА кој што тие бараат да биде прифатен. Без едно и. И што тука? Меѓутоа се брише македонско, а до сега не велат не дека се брише. Македонија, да. Значи, ќе гласи е Македонисе на албански. Добро. Без да се сега во пасошот колку што видоваш постои македонско, па цртичка на албански. Така. Македонис или е Македонис сега како што бара. Стои на англиски, на албански како треба да стои, ни кажуваат. Значи сега еве уште еднаш за граѓаните од албанската етничка припадност, за албанската во прописите и другите акти на државните органи, државјанството на македонски јазик ќе гласи македонско, граѓани на Република Северна Македонија, а на албански јазик ќе гласи е Македонисе, Кјуетар и Републике Македонисе вериоре. И на англиски ќе стои Macedonian Citizen of Republic of Macedonia. Значи, вашето толку... Тоа е за пасошот. Има време уште, може би ќе дајдат некоја средна солуција, така тоа е што го имаме во пасошите веќе. Да стои, но за албанците да стои на албански јазик, делот кај што е преведено на албански јазик да стои како што треба и Македонија, на Македонија. Добро, а зошто досега не стоеше така? Па стои, има едно шишмаш едно. Не е така. Тоа е решение кое досега стоело. Мене ме иритира постапката на менување на работи кои не биле составен дел на Преспанскиот договор. Знаете подобро од мене на албански јазик, кажам како стои на албански език. Зошто досега не било поднесено барањето? Јас само прашувам зошто досега не било поднесено. Ама така стои, дајте го пасошот пак да ви го покажам. Не е преводот на албански јазик. Стана пасошот и мојот пасош и да ги споредиме сите три пасоши.
Значи не ај нека се зговори. Значи и сега постои македонско и на албански пишува. Значи они велат да стои истото, освен у средина делот кај што е на албански напишано. Значи вие сакате Македонија се пред. Во моментов е на Македонија. И само едно и да се додаде на Македонија. Што тоа го менува ова сегашнава? Затоа што тоа ништо не менува. Менува ќе нема македонско на македонски превод на албански јазик. Па не е ни сега на албански македонско. Не значи македонско. А што значи тоа, прашувам, јас не знам што значи. На Македонија, но без и. Значи направиле ни на албански не печатна, направиле еден таков компромис што не значи ништо ни на едно ни на друго. Добро, да не заглавиме сега на преводите. Да не, ама она што ми е знаеле дека албанците би го доживееле поинаку да е Македонас би требало да стои ако е преводот македонски. Тоа на албански би требало да стои Македонас, но не стои така. Добро, меѓутоа ева кога видим. На Македонија, али фали едно и. Дека многу подобро вие објаснивте него овие политичариве и добро е ако е тоа така, ако е тоа така. Иако утре Беса вака како вас тоа го објасни, драго ми е што сте ни колега и што ни преведовте што зборувале од Беса на албански јазик, затоа што поинаку беа вестите кога ние ги слушавме. И ставот принципот е во прашање, принципот. Мора да има политичка деонтологија. Македонија кој принцип важи, кажете? Добро, само ајде да не одиме надвор дебатата, ве молам. Политичарите се другари, јас кажувам, завршете си мислата, ние анализираме кој принцип ние нарушивме и правната држава, сите аспекти за да стигнеме до целта и тука почнавме ние принципи да. Меѓутоа зборуваме сега за следново. Ружин, во однос на сите овие барања, на пример село успеа во неговата барања за промена на булата, тој изјави дека сега сите граѓани на Македонија ќе бидат граѓани на Македонија, ставајќи ги во преамбулата и сите други, освен македонските граѓани, како граѓани, тоа не беше спорно, меѓутоа во однос на промената на договорот, повторно ќе кажам, неможно е да се променуваат работите што се веќе верификувани. Доаѓањето на Меркел денеска во Грција е потврда и позитивното изјава нејзина во однос на пофалбите на Ципрас значеше ветер во грб и за неговата влада, меѓутоа и за целиот овој процес. Така барем јас тоа го толкувам. Исто баш пред емисијата бев известен од моја ваша колешка за тоа што се случило таму. Прво, нормално, Меркел се фокусирала врз напорите што Атина ги направи во однос на надминување на финансиската криза и испратила комплименти, но исто така истакнала дека зборували и за други прашања, меѓу кои целосно го охрабрува Ципрас за договорот од Преспа, го смета за многу значен и стабилен фактор на регионот, значи фактор кој стабилизира, па дури Ципрас воедно, сега не знам како дошле до таа тема, преферира и се надева дека и Турција ќе стане членка на Европската Унија, што е исто така една добра порака. Но во суштина, ако зборуваме геополитички, од аспект на стабилизацијата на Балканот и воопшто на Грција и требаше еден договор, бидејќи сметаше дека северниот дел некако е недетерминиран. Со овој договор практично ние се наоѓаме нов сојузник, исто како и Грција. И мислам дека тоа е многу битно. Ова точно што вели Груевски, историски денови си, ако не знам како се осудил да се обрати до нацијата од избеглиштво, но на вистина историски моменти се овие каде што се решава судбината на целата Македонија, независно кој живее и независно како се викаат. И овој договор ќе ги отвори вратите и на НАТО и на Европската Унија. И тоа е јасно на сите и затоа Меркел не случајно дојде токму во овој период со своето присуство да потврди колку е значен договорот
и за Македонија, но и за Грција. И Меркел дојде прва посета по оваа година, е всушност посетата на Грција. Марковски и таму не е едноставно во Грција, со оглед на тоа што нели утре таа ќе разговара и со Каменос, па дали ќе се направи таму политичка криза, доколку тој излезе од владата, тогаш е во прашање владата на Ципрас, меѓутоа од друга страна Ципрас е убеден дека Преспанскиот договор ќе помине и дека нема никаков проблем во однос на ратификацијата во неговиот парламент. Очекувате ли од таму некакви потреси и неизвестности? Па вака се, грците се махери да направат убави драмолетки во кои што тие ќе испаднат конструктивен елемент и тоа го прават многу успешно, за разлика од нас кога од готово правиме вересија. И тоа го докажуваме на сегашниот процес што ни се случува во Македонија. Значи, уставните амандмани и се она што е врзано со примена на Преспанскиот договор не смееше да влезат во процедура во која што ние во 5 за 12 ќе очекуваме дали некој ќе мисли добро или ќе мисли лошо или како ќе мисли. Тоа едноставно претходно се договара и кога се оди на седница, се оди со завршени работи, заради тоа што колку што договорот е добар, можеби за некој лош, тоа е таков. Ние сакале некиле, треба да го прифатиме ако сакаме да мислиме за нашата иднина и иднината на нашите деца. Противници имаше и во Грција и во Македонија. Меркел оценила дека во овој момент можеби Грција председа, не заборавиме, е членка на Европската унија и треба прва да го ратификува договорот за нашето членство во НАТО. Оценила дека тоа треба таму да се направи, веројатно сметајќи дека кај нас се завршена работата како што впрочем и беше. Сепак да веруваме во добрите ветришта кои што ќе бидат и таму, меѓутоа веројатно ќе треба да се пофали и нашата држава, бидејќи да не заборавиме, колку што има противници во Грција, толку има противници на овој договор и во Македонија и тоа беше тешко да се истурка. Јадна и бедна е сликата на Македонија пред сите странски новинари пред се и оние кои што даваат приказ за тоа кој не е задоволен од името Македонија, ако гледа кој штрајкува пред собранието, дека тоа се шака на јадни луѓе, да не кажам дел од нив и собрани од куќите со цел да се некој од нив прехрана, това не се мои информации, дел од, се возам често со таксисти, па тоа ми го кажуваат, и ако во овој момент најголемата опозициона партија на Република Македонија, ВМРО ДПМН, место да биде елементот кој што врз себе ќе ја превземе одговорноста и неуспешноста, ако прифатеше да оди на референдум со решавање и заокружување напротив, се приклучи кон една таква минорна партија која што воопшто не учествувала на избори. Пред се тука мислам на партијата на Јанко Бачев. Тој го има легитимното право да си штрајкува, си има своја цел, си има своји финансиери, тоа е во ред. Да. Меѓутоа во последен момент да му се приклучи најголемата опозициона партија и да тоа биде со 100 членови е јавно за ВМРО. И веќе направам повторно паралела со Грција. Прашањето беше дали се очекува и пратеници од Нова демократија да гласаат за, со оглед дека мнозинството денеска го најави Дора Бакојани. Значи, процесите во Грција, ако ги направиме во паралела со Македонија и убеденоста на Ципрас дека ќе ги има сите потребни гласови, воопшто не го оставаат во некаква неизвестност, за разлика од ситуацијата во Македонија, каде што до последен момент ние сме не само и процесот кај нас траеше, човече, 7 месеци. 7 месеци битка за секој човек. Добро, факт е дека ние менуваме име, а не грците, и тоа е... Требаше двотретинско мнозинство се најде, а овдека со обично мнозинство грците ќе гласат и го имаат со Сириза и Река, кои што се дури многу поголеми пријатели од кон договорот, бидејќи викат тоа наше историска стратегија да имаме добри односи со северниот сосед, бидејќи тука конечно можеме да зборуваме за зближување на двата народа. Да, така е, меѓутоа за нас прашањето е поболно во однос на Грција. Многу поболно, многу посензитивно и многу поголема горчлива кнедла која што ние сакале некеле сепак. Јас сум за договорот. Добиваме со тоа. Ние добиваме и токму во интерес на таа иднина влогот е преголема да не може да го... Името. Ние забораваме дека се институционализира називот ФИРОМ. Ние надвор, бидејќи луѓето мислат дека овдека со оглед на тоа што имаме во овие 7 месеци многу дебати. Повторно ќе се вратам на прашањето во однос на НАТО. Прогнозите на германските медиуми беа дека Меркел ќе побаре и Мицотакис барем да гласа за примот на Македонија во НАТО, што мене не ми изгледа многу реално дека може од Мицотакис да се случи, меѓутоа ако се вратиме на процесите и на она што е најбитно, на што не потсети Столтенберг,
дека треба да си ги завршиме обврските за да бидеме што побрзо во НАТО. Сметате ли дека до утре ќе се надмине неизвестноста, се направена и она што на почеток го разговаравме, преговорите со БЕСА и дека веќе утре ќе имаме седница на која што ќе почне расправата за текстот на уставните амандмани, па првин ќе се гласани со 61 пратеник и потоа следуваат оние серијали на гласање со двотретинско мнозинство. Талат Џафери не би влегол и не би почнал со седница доколку не е сигурен дека ќе го има двотретинското мнозинство за да може да ја заврши до крај таа седница. Значи, едно разбравме дека БЕСА не барала да се тргне тој дел македонска, туку бара на албански преводот да биде како што треба, граматички точен, коректен, а не како што веќе досега стои во пасошите. Не само БЕСА, тоа и Алијансата го побарала исто, но не знам зашто се вели дека БЕСА е единствена партија која што инсистира на тоа. Значи, јас не очекувам никакви драматични, мислам, моменти. Едно знам, за албанците кои што се пратеници таму нема шанси некој да не го гласа овој договор. Па и со сите мани, ако не добијат условно кажано согласност. Ако ето не го добиете пред македонско? Па сега се надевам дека ќе има разбирање, збориме за граматички грешки, што досега биле пракса. Значи, сепак факт е дека на крајот ќе го поддржат заради членството. Ќе го поддржат и мора да го поддржат, затоа што ние веќе сме многу поодамна бараме Македонија да биде дел, тоа е во агендата на сите политички партии на албанците од постоењето досега. Значи, ние досега сме изгубиле многу време не поради наша грешка, туку поради грешка на таа кампањата што беше измината влада со антиквизација на државата, изгубивме колку 10 години. Значи, годините времето досега е изгубено не по вина на албанските политички партии во државата. Во моментов, јас знам дека сите пратеници албанци ќе огласат договорот без но за мене, знаете што ова што се случи е една мала опомена дека не смееме да ги занемариме меѓуетничките односи. Ние премногу беше оптоварени, де со ВМРО, де со криминалци, де со Груевски, де со ова. Не смеат меѓуетничките односи да се занемарат, бидејќи тоа е суштината на безбедноста на Македонија и воопшто на регионот. Ние, знаеш што ми е чудно како албанец кој што живее во држави прилично добро интегриран и во Да, значи во моментов само ќе морам да ве прекинам, да ми стигна вест што кажала Меркел на пресконференцијата, има пресконференција со Ципрас. Пред малку договорот за името со Северна Македонија создава јасност и дозволува Северна Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Од тоа нема да добијат само Грција и Северна Македонија, туку цела Европа, изјави вечерва Ангела Меркел на заедничката пресконференција со Ципрас во Атина. Таа ги отворили како шпекулација информациите дека се тргува со поддршката на Грција за договорот за името и одобрувањето од страна на кредиторите на откажување на последната рунда на кратење на пензиите. Значи, сепак и нив да ги убеди дека нема да има тргување со ова. Не постои врска меѓу договорот за името и економските мерки. Само да подсетам, своевремено Меркел беше најголемиот противник на расипништвото на Грција и таа всушност беше она што ги покрена казните кон нив. Ципрас пак рече дека договорот постигнат меѓу Грција и Македонија за името може да биде модел за решавање на другите проблеми во регионот. Тоа при тоа рече дека Грција е столб на стабилноста во регионот и дека земјата од дел од проблемот од кризата сега е дел од решението. Ако го гледаме ова вака и ако видиме дека Меркел веќе не нарекува Северна Македонија, тогаш мислам дека сите дебати и пазарења и во Македонија завршуваат со оглед на со нас или без нас. Значи веќе таа Македонија ќе иде таму кај што продолжиме кампањата за Нобелова награда. Јас би рекла повеќе за Меркел отколку за Ципрас и меѓутоа самото споменување на економски мерки сигурно биле составен дел на преговорите, инаку не би се нашле во едно вакво соопштение. Не, постоеше јака кампања во грчките медиуми дека Грција е уцената од империалистичкиот свет, вклучувајќи Европска унија, Брисел, не знам, Вашингтон и така натаму. Тоа се популистички методи, Грција со договорот многу доби на економски план, така да треба да биде задоволна. Прашањето се поставува дали ќе опстане владата на Ципрас
очигледно сега, Меркел... Видете, значи, владата на Ципрас во овој момент го нема потребното, би рекло, на рейтинзите. Мислам дека едно 5-6% е зад Неа демократија. Меѓутоа, има еден друг момент, а тоа дали Неа демократија може да најде коалицијен партнер со кој што ќе направи влада. И сега тука е големата игра. Во однос на прво ќе видиме што ќе се случи на овие пролетните избори за европратеници. Тука работите се поделени, но како и да е, во случај да победи Ципрас, приказната продолжува, меѓутоа да победи и Неа демократија, договорот до тогаш ќе биде завршен. И знаете, јас, моје лично мислење, мислам дека е тоа така. Ви благодариме, добро работевте, ќе поддржиме се што сте направили и така натаму. И Македонија едноставно веќе ќе биде на пат кон НАТО и кон Европската унија, бидејќи како што рече некој, не може Грција да биде црна овца во тој домен. Македонија доста даде од себе. Практично ние дадовме, би рекол, 4/5 напори во однос на 1/5 на грчките напори, и затоа мислам дека ова што ни се случува и што го прогнозира Лирим дека утре ќе се гласа, е, мислам, најдобрата вест за нас. Се надевам дека Македонија, до година ова време, ќе зборуваме една друга приказна НАТО, членство и така натаму. Да, има уште многу работи во Македонија кои ќе се дискутираат, потоа ќе не навјасат други проблеми, тековни, економски и... Но меѓуетничките односи никако не смеат да се запостават. Тоа е големо прашање на иднината и на европската. Сигурно дека разговорите за меѓуетничките односи никогаш не престануваат. И тука нема давање и земање на права. Тука се согласувам. Тука нема давање и земање, како што некој мисли јас треба да ви дадам, а на некого треба да му одземам. Диалог и култура на разговор за подобрување на тие релации секогаш треба да постои. Меѓутоа, ние не можеме од дрвата да не ја видиме шумата. Шумата во овој случај е многу поголема за Македонија, за да можеме заради некое дрво да го протнеме во време кај што треба да кажеме ја гледаме целата слика. Тоа е моето, не за она дали ќе биде со, ќе биде без, дали ќе биде... За тоа ќе разговараме и има време. Мене многу ова изјава на Меркел ми личи како да работата е веќе завршена. Добро. Завршена е работа, не знам како... Може се мали изненадување. Секогаш додека не се заврши се во Македонија, никогаш не е готово. Не, во однос на... Јас навистина се изритирав на попаленоста на македонската јавност во однос на некои барања што ги испоставија албанските партии. Зошто? Затоа што таа негативна енергија не ја видов во тој интензитет која се работеше за договорот со Бугарија, за договорот со Грција. Туку проблемот, или поточно кажано, има еден лош концепт на поставеност на македонскиот патриотизам, кој што ќе оставам на водници, кој што смета дека единствена опасност за македонското битие е секое барање што доаѓа од албанците, било и тоа да се однесува за самите албанци, не како што се барањата од Грција или Бугарија, кај што влегува во идентитетските прашања на македонците. Тие не беа проблем, беа проголтани многу полесно отколку некои барања кои што се однесуваат на пример. Дулови ќе поставам поинаку работата. Дали сметате да нагласувањето на тоа дека ќе се избрише македонското е всушност поентирање на Заев да потврди колку тој всушност го спасил македонското во договорот, ме разбирате? Мислите дека толку? Значи, се нагласуваше цело време тоа и никој до сега не спомна дека ја требало да стои едно и пред она што стоело и до сега. Значи, ја одбранил македонштината. Значи, ме разбирате, вие кои ги цитирате овие наводници патриоти, морам да кажам дека постои една таква можност да се нагласи спасувањето на името и правењето на еден таков пиар. Не, тоа е за жал вистина. Мене ми смета затоа што единствено албанците било во Македонија или албанците во регионот никогаш не ги спореа идентитетските прашања на македонскиот народ. И пак се црната овца пред македонската јавност, најголемото зло, најголемата опасност.
За разлика од Барањево, било од Србија околу црквата, било од Бугарија околу историјава или барањето на името. Јас сега ќе се вратам повторно конкретно на договорот, да имам прашање за Ѓулистана Марковска. Како пак вие го оценувате потегот на групата Осумтемина, кои што нели беа тие што со кои што почна всушност можноста да се расправа за уставните амандмани и гласа за нив, добија амнестија, добија и промена на кривичен закон и во одредени одредби каде што за одредена пратеничка и се смени одредбите, а сега условија дека пак ако ова се прифати од БЕСА, тогаш тие нема да гласаат за овие уставни амандмани. Дали има воопшто комоција на такво нешто? Прво, јас ќе кажам дека јас бев против законот за амнестија и дека бев за избори и конзистентно сум на тој став од почеток до крај. Меѓутоа, ако веќе треба да бирам за тоа да ја видам шумата, а тоа е во овој случај трасирање на патот кон Македонија и НАТО, нека се изгласа така како што е. Комоцијата која што имаат пратениците е тој патриотизам за кој што зборува господинот Дулови. Заради тоа што за мене ќе беа патриоти и се уште ќе бидат патриоти, луѓето кои што ќе се огласат да го стиснат зеленото копче, а да не побараат ништо за возврат. Да кажат дека ќе одат на суд, заради тоа што сметаат дека биле во право, заради тоа што одбраниле некои своји ставови, своји идејни размислувања, или не дај Боже и злоупотреба на функција која што се заговараше со промена на кривичниот законник и во кој што треба уште луѓето да ги сместиме со име и презиме. Затоа реков дека тоа е многу тенка линија на играње на судството во Република Македонија. Република Македонија не треба да влезе во НАТО ако нема правна држава. Не треба ниту во Европската унија. На мене како граѓанин ми треба Република Македонија преку шалтерот, тоа значи администрација, и преку еднакво важење на законите за сите. А се друго ќе си дојде само по себе. Тоа што сега коцките се наредија и што ние треба да бидеме членка на НАТО, не ја дава комоцијата на оваа група да игра на теренот на предавништвото и на теренот на патриотизмот. Мислам дека е доволно речено. Ружин, како вие ова го коментирате? Знаете, кога се донесоа сите тие амнестии, вклучувајќи и таа да се променуваат одредби од кривичен закон, заради одредени претеници да не бидат гонети, се постои прашањето како ќе одиме ние во Европа и како Европската комисија ќе направи извештај за Македонија кога во Македонија не постои правна држава. Тоа беше надвор од сите правни норми и ако зборуваме, ова ако се случеше пред една година ќе имавме најнегативен извештај. Значи, во такви случаи кога емоциите се една страна, разумот на друга страна, одите кон разумот. Разбирливо и јас сметам дека секој што сгрешил треба да биде казнет. Меѓутоа, исто она стара максима на Ришелје за причините на државата, односно за возвишениот државен интерес, кога вие сте во таква ситуација кога се решава дали е доволен само еден таков чекор, па дури и по цена на газење на правната држава, но затоа имате членство во НАТО, кое значи многу работи. Членството во НАТО не е само Македонија член во НАТО. Тоа е надминување на старото прашање, македонското прашање, кое што со векови и повеќе од веќе. Ќе вратам повторно извештајот Европската унија комисија, каков извештај очекувате по ваквите? Може да каже Европската унија дека на извесен начин не било респектирано правото, но сепак мислам дека ова се што беше правено во синергија и со Брисел и со Вашингтон. Така што видите, знаете како, долго време се прашувавме зошто Европската унија повеќе интересира стабилноста, а не демократијата. Како им овозможуваше на популистите и автократите да владеат со државата, а секогаш и ги подразуваше што за нас беше... Да, пред рекламите Ѓулистана и Лирим, повелата... Не, видете да ви кажам, и овде ќе преовлада интересот на Европската унија и на НАТО и можеби тој извештај ќе биде поблак. Меѓутоа, факт е дека ние како граѓани во овој случај не можеме да бидеме излажани. Сега ќе се навратам и на поранешните извештаи. Ние секогаш имавме блага препорака дека треба да бидеме членки на НАТО и на Европската унија, меѓутоа ние не бевме до сега примени.
Зошто? Токму заради тоа што немаме правна држава. Тоа значи дека тие извештаи колку се немавме држава и ниту во еден момент. Заради и прашањето со името. Во Букуреш се знае зошто не влеговме. Апсолутно. Додека не го решите проблемот со Грција, нема влез во НАТО. Тоа беше кондиција sine qua non. Меѓутоа, правната држава беше и тогаш и сега ќе биде проблем. И таа не е проблем на европјаните, таа е наш проблем. Ние со години добивавме добри извештаи. Тоа ништо не значи. И они имаат двојни аршини кон нас. 1, 2, 5 години. Затоа не можеме одма да влеземе во Европска. Во однос на прашањето колку сме правна држава за сметка на договорот, односно целта веќе до кај ќе стаса беше прашањето кога се даде сите можни амнестии наспроти очекувањата на граѓаните никој да одговара за тоа што го сторил. Целта беше заедничка токму со Брисел и затоа ќе имаме позитивен извештај. Не е билам позитивен, но ќе замижат со едно. Пред да одиме на тоа дека Груевски што се кажа од Будимпешта на патриотизмот кој тој го кажува од друга држава и изјавата на Мицковски, пауза за реклами и со тоа што веќе го начна Марковска во своето излагање, дали и Мицковски требаше да се приклучи во овој момент на протестите што ги организира веќе со месеци Јанко Бачев. Одиме повторно со дебатата на топ тема на ваша страна. Ќе го цитирам Мицковски кој попладнево зборуваше од собирот на Тврдокорни. Име со дугме не се брише, име со хартија не се менува, тоа е она што сме и она што ќе сме били и ќе продолжиме да бидеме. Тој за прв пат практично се обрати од овој собир, до сега не беше таму и вчера откако беше исфиркан, денеска реши да се обрати, па да слушнеме дел од она што го говореше. Оние што одбра да му слугуваат на заем, морам да кажам дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам во таа улога, но не можам да ги оправдам. Не го барајте тоа од мене, аудирајте. Можам јас да издржам и повеќе од колку што вие мислите, заедно со ВМРО, ДПМН и со граѓаните на Република Македонија. Само не заборавајте на кому му слугувате. Запаметете на Зоран Заев. Ова е обраќањето на Мицковски, но ќе го надоврзам затоа што е со некако слична реторика постот на Груевски кој што се појави со така предпладнево, затоа што и Мицковски им се обрати на оние што ќе го поддржат договорот, вклучувајќи ги и 8 теми на што ги исклучи. Груевски пак вика за пратениците на мнозинството, ова не е ног за спиење. Оваа ноќ е последна шанса за размислување и премислување со ставањето на националниот пред партискиот и или личниот интерес. Знам дека не ви е лесно, баре јас знам, вели тој од Будимпешта. Тој вели дека е можен подобар и пофер договор, дека ова се историски одлуки, потребна е верба, храброст и отфрлање на уцените, волја и време за постигнување на разумен компромис, фер договор со НАТО и Европската Унија. Она што го зборуваше практично и Мицковски, чинам во времето кога требаше да се одржува референдумот и кога тој не се изјаснуваше дали ќе биде за или против, но велеше дека е можно да се направи пофер договор. Овие некакви две изјави на двајцата се многу слични, иако Мицковски се изјасни негативно за бегството на Груевски и дека немал никакви контакти со него до сега. Така, прво Мицковски вака оддава впечаток на некој зимски Дон Кихот, така Дон Кихотовски, нешто како да јуриша, меѓутоа нема соодветна цел. А од друга страна, Груевски навистина нема никаков кредит во овој момент да зборува за оние луѓе кои што барем чесно протестираат таму. Тој им се обраќа од топлите соби во таму хотел со 5 звездички и се прашувам од каде му се парите за таму да се обстојува. И конечно им налага што да прават. Мислам дека тоа е токму една пародија
на политиката, како што рече Ѓулистана, не е тоа ВМРО за кое што е вистинска опозициона политичка сила, која што нема никаков придонес во она што го велиме контролата на власта. Би бил голем настан сега на некој, точно со тоа копче за кое што зборува Мицковски, за некој од неговите сопартици дојдат и храбро кажат еве ги нашите придонеси за Македонија, за Европска Македонија и за НАТО. И утре на нови избори може би ќе победат. И тоа ќе биде една референца. Така што е, мислам, сета тоа ефтина лимонада која што не верувам дека и симпатизерите и гласачите на ВМРО ДПМН ќе ја прифатат овие двајца лидери. Долови, како ги оценувате ваквите реторики и на Мицковски пред се доаѓањето за прв пат да се обрати од протестот на Тврдокорни и Македонија блокира и давањето на уште една порака дека не треба да се гласа договорот, иако тој и осудата нели на сите оние што тоа ќе го направат и сличноста во изјавата на Груевски. Па тоа е само континуитет на неговиот став, тоест немање став и за време на референдумот. Па сега доаѓаме до ситуација се лепи на еден Јанко Бачев кој јасно застапува позиции на Русија во Балканот. Мислам тоа е жалосно. Но јас пак не сметам дека ВМРО сака да го земе тој курс и да застане на тој антинато курс за да го спречи овој процес, затоа што да сакаше ќе организираше поголеми протести, но сака овој процес да го доврши заев и со тоа они ценат дека ќе играт на емоциите на незадоволните граѓани кои што може поинаку го почувствува овој договор и да ги придобијат за едните избори кои што би се одржали. Ѓулистана, вие веќе кажавте што мислите за говорот на Мицковски и што би рекол долови лепењето на Јанко Бачев, меѓутоа ставот на Мицковски е очигледно да му расте рейтингот кај македонците, дека тој е бранител на името, на националните чувства, што всушност го прави и што покажуваат анкетите, што добива, што губи ВМРО ДПМН со тоа, затоа што пак Мицковски не е ВМРО ДПМН, следат председателски избори и тука може да се случи значи да ги изгуби тие избори и потоа да се доведе во прашање иднината на Мицковски. За еднината на Мицковски не сакам да говорам заради тоа што тој кога го градел ВМРО, не го земам ексклузивитетот дека јас сум го градела, има многу позаслужни луѓе во тоа ВМРО ДПМН кои што учествувале во изградбата на сите оние најниски местни комитети во кои што имало луѓе и се уште има луѓе со срце и душа кои го сакаат ВМРО ДПМН и кои што ја сакаат Македонија и за кои што морам да кажам дека овој тој договор многу тешко им паѓа. Меѓутоа има разумни луѓе, тоа е таргет групата на интелектуалците кои што знаат дека овој договор може би можел да биде подобар, може би можел да биде полош, меѓутоа ВМРО ДПМН имаше 10 години да го направи, ако сакаше. Не го направи, заради тоа 10 години ВМРО ДПМН ги добиваше изборите на непромена на името и другата партија исто така во Грција добиваше на непромена на името. Работите и картата едноставно во Европа се сменија. Дојде моментот кога ние тоа прашање мора да го завршиме. Подобро, полошо, во овој момент тој договор е таков каков што е. ВМРО ДПМН е силна партија, има 180.000 членство, барем колку што ја знаев до сега, има многу квалитетни луѓе кои што за жал се тргнати и кои што се надвор од раководните структури и на ВМРО ДПМН, па дури и од местните комитети и од се она што значи организација. Градењето на сопствениот рейтинг на еден популистички низок начин не е добро за самата партија, затоа што идентификација на Кристијан Мицковски и на ВМРО ДПМН со знак на равенство никогаш не може да дојде. Он може да има колкав сака рейтинг, ако партијата не добие на избори, тој треба да си оди дома. Токму заради тоа, наместо да гради единство, наместо ВМРО ДПМН во старт да имаше своја собствена политика за референдумот, нека биде тоа против. Велат, договорот е лош. Се согласувам, во одредени делови можеби можел да биде подобар, не сум учествувала во преговорите, не ги знам сите аргументи. Меѓутоа, тој едноставно ја фаќа
фаќа линијата на помал отпор до 12 часот 00. Додека не се знаеше излезноста за референдумот, тој немаше став. Во 12 часот една партија и еден председател која што е прва партија по бројот на освоени пратеници. Не зборуваме за партија која што не учествувала на избори. Станува и прогласува бојкот. Меѓутоа, зошто никој од пратениците на ВМРО ДПМН нема да се усуди тоа што вели Нано, али едно дополнително прашање, извини Снежана. Дали сметате дека интимно, дека Мицковски навистина сака да успее оваа работа или сметате дека тој навистина е против договорот од Преспа? Па лично сметам дека прво работи на билдање на сопствениот рейтинг, бидејќи поприлично по неговите изјави сметам дека е поприлично нарцисоиден човек кој што многу му е стало да го сакаат сите, а во политиката не може да ве сакаат. Лично сметам дека мисли дека треба некој друг да ја заврши работата, а тој треба да дојде на власт и да каже се завршија работите, ние одиме на економија. Истото се случува и со грчката опозиција, неа демократија. Од Сириза кога бевме на средба кај Ципрас, бевме известни дека, иако вика официјално тие зборуваат дека се против договорот од Преспа, се моли, Мицотаки се моли да овој договор успее, бидејќи на тој начин анулира едно многу болно прашање против кое се бореше и против кое ветуваше големи работи, исто како што Мицковски тука ветува. Да, меѓутоа да не тој исто сака да овој договор успее, да успее утрешното гласење и на крај еве сега можеме имаме отворена површина, дај сега да видиме што можеме да направиме на Ама тоа значи меѓународна изолација на ВМРО ДПМН, да не заборавиме какво писмо му упати на помошникот државен секретар Вес Мичел, па тие работи не се забораваат. ВМРО ДПМН е сериозна партија која треба да има добри меѓународни односи, пред се како партија која што треба да има сериозен коалиционен партнер кај албанците и партија која што треба да работи на окрупнување, не на осутнување. Лови, можно ли е со оглед на тоа што доаѓаат претседателски избори и таму добро, прашањето е дали ќе има консензуален кандидат помеѓу СДСМ и ДУИ и слично, меѓутоа она што недостасува за да ВМРО ДПМН успее во било какво гласење за избори е гласовите на албанците, што сега воопшто ги нема и анкетите тоа го покажуваат. Да, тоа е така, уште кај албанците е тој негативен имидж на ВМРО, кој што за жал гледам дека во самата таа партија не се ни обидува да го сменат. И се затоа јас, гледајќи ги овие инсерти од вчера, нели им се приколчи на тие поддржувачи на Бачев, јас мислам дека оди во таа крајна варијанта да собере се што е незадоволно со ова актуелна политика, дури и тие кои што се јасно ставени во позиции да бранат руски интереси во ова држава. И за последниот сет прашање, да подсетам дека утре може би е денот Д, како што велам јас, кога ќе почне третата финална фаза од амандманската расправа. Тоа значи расправа по текстот на амандманите, за секој амандман се потребни по 3 дена, чинам тоа би биле 12 на дена, потоа се гласа со двотретинско мнозинство. Можат уште многу копија да се кршат и на самата седница, ВМРО ДПМН најави официјално дека нема да влезе во оваа расправа. Меѓутоа, еве прашањето што генерално го очекуваме, иако коментиравме и по оваа изјава на Меркел, каков исход очекувате од утрешниот ден, дали конечно ќе започне процесот или пак и навистина мислам дека се поклопи и тајмингот на доаѓањето на Меркел во Грција, утре веќе се префрла работата таму да се види поддршката на Ципрас, па потоа нивното расположение. Сега ми стигна една информација која што е неофицијална, наводно утре нема да има пак собрание. Седница, значи се уште не се договориле? Да. Каков е, за крај, каков е преводот всушност на она што го зборувавме во однос на бришењето на македонски и додавањето на додавката и Македониса? Преводот е на Македонија. На албански, тоа што стоело до сега, но без едно и. Так. Значи, збориме за падежи, бидејќи ми објаснија некои колеги албанци, ми кажа, всушност се работи за техничко решение, не политичко. Значи, граматички исправно, не како што стоело. Ќе направи проблем, очигледно, и за утрешна седница, и дека може и да нема. Дека има некои други математики, сигурно. Некој сака и да билда рейтинг на имено ова прашање, некои за, некои против и мислам дека и тоа е дозволиво.
Какви се вашите очекувања? Јас сум оптимист. Ја мислам дека ова работа ќе се заврши. Дали ќе се заврши за 3, 4, 5, 6 или 7 дена, ние имаме доволно време, до крај на месецот и па дури и после февруари, за тоа биде завршено. А после тоа во Грција, мислам дека во парламентот ќе оди за не повеќе од 3 дена ќе биде усвоен преспанскиот договор, така што еве оптимист сум, не дека субјективно и некако хипокритички би се однесол кон тоа, него еден реалистички пристап. Кога сите се за тоа, кога веќе ја мислам дека ако измерите сите политичари во Европа и пошироко за што се, мислам дека не може еден мал, да кажам, проблем, ако е тоа навистина тоа што го кажувате дека е технички, да направи една толкова голема штета да се сруши целиот сон за НАТО и за Европската унија. Гюлистана, и очекувањата ваши какви се со оглед на целава оваа атмосфера што се направи во последен момент со БЕСА? Па реков, една мала драмолетка која баш не ни е потребна после овие ужасни 7-8 месеци што ги имавме. Меѓутоа, прво сметам дека ќе има сериозен политички договор и дека нема да се оди на не однапред договорени работи кои што ќе би се ставиле на седница, и тука го поздравувам учеството и умешноста, да кажам, на председателот на Собранието, да претходно бидат договорени сите работи, па потоа да се оди на Собрание, да не заборавиме дека јавноста ова со исклучителен интерес го следи, дека тоа е значајно прашање за сите нас. Очекувам сепак, и јас сум оптимист дека тоа ќе се реши, или во краен случај, дури и да не е така како што ние го објаснувавме технички, дека ќе преовлада она што кај албанскиот корпус се вели прво е НАТО и Европската унија, па се друго, и дека сепак дури и да има некаков судир, дека ќе ја видиме шумата без дрвата. Ви благодарам на сите. Само на крај да го прочитам уште еднаш она што го изјавила Меркел во Грција. Договорот за името со Северна Македонија, како што вели таа, создава јасност и дозволува Северна Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Од тоа нема да добијат само Грција и Северна Македонија, туку цела Европа. Тоа го изјави по пресот со Ципрас, кој пак рече дека договорот постигнат меѓу Грција и Македонија за името може да биде модел за решавање на другите проблеми во регионот. Со ова завршуваме вечерашната топ тема на ваша страна. Ги следиме настаните повеќе во вестите на Телма и утре вечер топ тема на ваша страна со Сања Васич. Имете пријатна вечер.